За прв пат и во Македонија, преку игра, учење, движење и физичка активност, децата со аутизам ќе можат да учат и се развиваат преку проектот на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Она што е карактеристично и интересно за овој тип на игри е дека практично станува збор за платформа која што за прв пат се развива кај нас. Платформата е изработена според медицински протоколи во соработка со да речеме психијатри и луѓе кои што работат на детските клиники во Словенија и врз база на тие протоколи потоа се преточени командите преку компјутерски јазик во соодветни интерактивни видеоигри. Зошто е оваа платформа интересна и битна? Затоа што им овозможува на децата без да бидат свиткани и директно изложени на зрачењето од компјутерскиот екран да работат на дистанца и што е уште повеќе да работат со целокупната, да активираат целокупната моторика на нивното тело, на тој начин да ги раздвижуваат мускулите, а истовремено и да решаваат ментални загадки, односно да ги подобруваат когнитивните способности. За таа цел студентите од трета година на Факултетот за информатика креираа неколку игри кои ќе бидат наменети за децата со аутизам или дефицит на внимание. Креиравме неколку игри кои користат Kinect технологијата од Microsoft. Kinect не е толку познат кај нас, но тоа е уред кој дозволува конструира скелет од човекот и на тој начин дозволува командите на компјутерот да се извршуваат со човечкото тело, со рака, со око, зависи како е подесено сето тоа во апликацијата. Мојата игра беше, поточно играта на мојот тим беше со цел да направи еден вид на мапирање на десната рака на детето, со тоа што ќе му овозможи да селектира одредени форми и тие форми да ги стави на кореспондирачки места, се со цел тоа дете да почне да разликува форми, дали се големи, помали, да ги смести во точната локација и со тоа кога ќе ги намести сите форми ќе може да го помине нивото и со секое ново ниво формите стануваат помали, формите стануваат поразлични. Родителите на децата со аутизам го поздравија проектот. Ние сме пресрекни, бидејќи ниту не замислувавме дека од денес би можело да има вакво нешто кај нас во Македонија. Досега само на интернет и од родители од други земји сме го гледале ова и би биде пресрекни во Штип, во центарот, доколку би можело да стартува оваа платформа, бидејќи некои од нашите деца веќе во странство го имаат испробано ова и многу помага. Оваа технологија не мора да биде наменета само за децата кои имаат проблем во развојот. Оваа платформа може да се применува и во редовната настава на децата во оделенска настава.